За ВМРО ДПМН овие избори помина во мирна и демократска атмосфера. На овие избори граѓаните покажаа дека нема да дозволат да бидат заложници на политичките партии кои сакаат да наметнат негативна атмосфера и сакаат да спроведуваат недемократски сценарии. Целата негативна кампања која водеше Социјалдемократскиот сојуз заедно со нивната партиска телевизија Ајден, на овие избори не успеа да ја скрши намерата на граѓаните да живеат во демократска држава, дури и со кршење на предизборниот молк. Поголемата излезност на овие избори за нас се потврда дека овие избори беа референдум на кој граѓаните цврсто се одлучуваа за реформите наместо за транзицијата. Ова беа избори на кои граѓаните одлучуваа да му кажат не на Бранко Црвенковски. СДСМ е позната политичка партија по нивните обиди да креираат лажна атмосфера и да внесуваат лажна надежка и сопственото членство. Да подсетиме дека и на минатите локални избори се обидоа да ја креираат таа лажна атмосфера и еуфоричност и прогласија победа во над 30 општини, а всушност беа само 4. Затоа апелираме до нив да ги почекаат резултатите пред да се обидат заедно со Ајден телевизија да креираат било каков смут во јавноста, бидејќи да се креира таква атмосфера во 7 часот, кога ниту едно избирачко ливче не беше пребројано, е малку повеќе од комично. Во исто време, сакаме со гордост да кажеме дека на овие избори во диаспората убедливо, со огромни разлики, победи ВМРО ДПМН и сите 3 пратенички места во диаспората се од редовите на ВМРО ДПМН. Тоа е единствено поради тоа што ВМРО ДПМН 20 години упорно работеше со македонската диаспора и ВМРО ДПМН беше единствената политичка партија која што 20 години имаше свој задгранични комитети и во Европа, и во Австралија, и во Америка. Дополнително, самиот факт дека Социјалдемократскиот сојуз на избирачките места ни светот добиваше по 3, 4, 5 или максимум 9 гласа е доказ дека на овие избори македонската диаспора ја даде убедливо својата поддршка за ВМРО ДПМН.